Нови политички превирања и жестоки критики во собранието. Левица покрена нова втора поред интерпелација за министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски. Лидерот на партијата Димитар Апасиев денеска обвини за судир на интереси, непрофесионално работење на полицијата и свесно саботирање на истраги во координација со обвинителството за организиран криминал. Интерпелацијата е поделена во 17 точки, групирани во 6 глави. Првата се однесува на саботирање на истрагите и злонамерна несоработка со ОЈО за гонење на организиран криминал и со корупција со цел заштита на политички мокници и коалициони партнери на власта. Алудираме на несоработката во случајот шпионажа кај највисокиот државен врв, потоа непостапување за откривање криминал со надзорот во Бехтел и ЕНКА, на кој што ќе треба да одговори министерот пред пратениците, и непостапување кај дивоградбите во Чаир, предводени од неговиот коалиционен партнер Изет Меджити. И пратеникот на СДСМ Миле Талевски го праша министерот Тошковски дали ќе си поднесе оставка, обвинувајќи дека безбедносниот систем во државата е во сериозен распад и дека МВР не функционира ниту како превентивен, ниту како заштитен механизам за граѓаните. Дали господин Тошковски сега ќе понесете одговорност за целосниот распад на безбедносниот систем? Од насилства преку 5 тони дрога до најновиот скандал со можни протекување на државни тајни и НАТО документи, дали, господин министер, чувствувате морална и политичка одговорност за состојбите во Министерството за внатрешни работи? На повиците за оставка, министерот Тошковски пак возврати дека МВР под негово раководство бележи најголеми резултати во последните 20 години. И сега вас ве боли, па ќе ве боли. Нормално е да ве боли. Се откриваат милионски скандали кои што биле злоупотребувани народни пари од претходно и ве боли, па ќе ве боли нормално. Како да не ве боли? Како да не ве боли? Како да не ве боли? Која половина од вашите околу вас или не се во држава, или се предмет на кривичен прогон. Како така лесно се дрзнувате во јавност да одите со информации во рамки на предистражни постапки кои што се работат во Министерството за внатрешни работи во согласно со наредби и напатствија дадени од страна на јавните обвинители. Оваа говорница не ве штити од информации изнесени во јавност кои што се поврзани со нарушување на тој принцип на тајност. Денешната интерпелација за Тошковски поднесена од Левица доаѓа после нивните вчерашни обвинувања дека меѓу другото МВР веќе 2 години не презема ништо во однос на предметот за надзорите на коридорите 8 и 10 за поранишниот вице-премиер Артан Груби и неговото менаџирање со проектот, криењето на договорот, притисокот за законските измени, како и скандалозниот избор на надзорот. Од МВР возвратија дека се уште се преземаат мерки и активности за анализа на обемната документација.